студиовте во урбаните вести на МТМ телевизија. Поставката наведе директорот на Македонскиот народен театар Драган Спасов Дац, Министерството за култура за нов ВД директор ја назначи Симона Угриновска, која согласно со законот е од вработените во театарот, продуцент во МНТ. За останатите денешни информации останете со нас, следуваат веднаш по генералната најава. Езерото Треска повторно ќе биде еден од бисерите на Скопје. Ке се уредува просторот околу аквадуктот во Скопје. Наскоро решение за просторниот проблем на Државниот архив. По 4 години пауза се враќа полагањето на лекторски испит пред комисија. Езерото Треска повторно ќе биде еден од бисерите на Скопје. Ова го истакна градоначалникот на град Скопје на последната седница на Советот, кога се донесе одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка меѓу градот Скопје и општина Сарај за ревитализација на езерото Треска, со што градот во наредните 3 години ќе вложи 7 милиони денари. А за да се врати сјајот на овој рекреативен центар, неопходно е да се изработи проект за ревитализација на езерото Треска. Заради остварување на заедничка цел и интерес за финансиско учество за изработка на проект за ревитализација на езерото Треска, со што езерото повторно би се ставило во функција на граѓаните, градот Скопје на последната седница на Советот донесе одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу град Скопје и општина Сарај за изработка на проект за ревитализација на езерото Треска, каде градот во соработката ќе учествува со 7 милиони денари. Средства обезбедени од буџетот на град Скопје, од кои 3 милиони од буџетот за оваа година и по 2 милиони од буџетите за 2019 и 2020 година. Рекреативниот центар Треска е изграден од 1978 година со средства од самопридонес на тогашните граѓани на Скопје, оставен на сегашните граѓани. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов истакна дека рекреативниот центар Треска е еден од најголемите капитални објекти со јавно зеленило и негова заложба ќе биде рекреативниот центар да се остави на идните генерации. А фактот што рекреативниот центар ќе биде атрактивно и достапно место, наместо запуштено, е доволно за да се одобри проектот и како што истакна, езерото повторно да биде еден од бисерите на градот. Самиот факт што Спортско-рекреативниот центар Треска ќе го направиме атрактивен и достапен за скопјани, наместо запуштен и заборавен од времето, за мене како градоначалник е доволен да одобрам да оди ваков проект. Верувам и за вас како советници. Скопјани да добијат едно пристојно катче во загаденоста во која што како аманет ни остаена, во жештините летни скопски кои што ги имаме, преку зимно време да може да се рекреира околу езеро, тоа го практикувам, појдете ќе видите колку е убава природата таму. Така што ако тоа стане свратилиште за скопјани, зашто веројатно била замислата на изведувачите на времето, доволно е градот да ги вложи средствата. Езерото Треска повторно ќе биде еден од бисерите на градот Скопје. Употреблив, атрактивен објект, место каде што луѓето ќе сакаат да ги поминуваат слободните сати. Шилегов потенцираше дека студијата за езерото Треска е изработена од претходното раководство. Можеби ќе се употреби за изработка на проектот за ревитализација на езерото, кое било место за релаксирање на скопјани цели 20 години, се до 1998 година, кога истото е затворено за капачи поради загаденоста на водата. Најголема пречка за реализација на овој проект представува прочистувањето на водата во езерото. Во моментов се изработува колекторски систем на реката Треска, со што водите пречистени ќе влезат во Вардар, и тој систем кој се гради се наоѓа пред влезот во езерото Треска, што значи дека води поминати низ колекторот ќе влезат во езерото. Инаку езерото се протага на површина од 136.000 метри квадратни, длабоко е од 1,6 до 3 метри и има капацитет од 10.000 капачи, а површината под зеленило во овој рекреативен центар зафаќа повеќе од 186.500 метри квадратни. Овој рекреативен комплекс езеро Треска во 1978 година свечено го отворил председателот на поранешна СФРЈ Јосип Броз Тито при неговата посета на Скопје.
Скопскиот аквадукт споменик со извонредна убавина. Денес, за жал, е оставен на завод на времето. До споменикот нема уредено патеки, ниту патокази, а еколошката слика е во катастрофална состојба. Министерството за култура најавува реконструкција на аквадуктот откако ќе ја преземе надлежноста од градот и општина Бутал. Основниот проект за реконструкција на Скопскиот аквадукт ќе се изведе во 2018 година, а согласно основниот проект ќе се утврди и динамиката за заштита на аквадуктот. Ова го најави министерот за култура Роберт Алагјозовски, кој посочи дека Министерството за култура е во интензивни разговори со градот Скопје и општина Бутал за преземање на надлежност на уредување на просторот околу аквадуктот. Согласно тој основен проект ќе се утврди динамиката на заштита на Скопскиот аквадукт. Од друга страна, во интензивни преговори сме со градот Скопје и општината Бутел за преземање на надлежност на уредување на просторот околу аквадуктот без разлика на стручните интервенции кои што таму ќе се случуваат од страна на Управата за заштита на културното наследство, односно надлежните конзерваторски центри, така што многу брзо ќе излеземе и со конкретна акција на терен. Аквадуктот за едни е споменик кој датира од 6 век, од времето на Јустинијан I, а според други од 15 или 16 век. Со поддршка на фламандската влада од Кралството Белгија во 2009 година, Универзитетот од Лувен изработил стратешки план за рехабилитација на Скопскиот аквадукт. Аквадуктот има должина од 384 метри, 54 главни сводови издигнати на масивни столбови и 42 мали отвори кои служат за олеснување од тежината. Според некои истражувања, аквадуктот бил изграден во 6 век за време на владењето на Јустинијан I, додека други сметаат дека е направен подоцна во 9 век. Овој грандиозен објект бил во функција до крајот на 19 век. Во 1669 година патеписецот доктор Браун запишал дека аквадуктот е прекрасен стар објект кој на ова место му носи голема почит. Овој споменик со извонредна убавина денес за жал е оставен на забот на времето. До споменикот нема уредени патеки ниту патокази, меѓутоа сепак вреди да се потроши некој час од времето и да се почувствувате како дел од минатото крај овој вреден културен споменик. Општина Центар соопшти дека и годинава го продолжува проектот Нега за стари лица. По завршување на постапката за јавна набавка ќе биде објавен оглас на кој заинтересираните лица треба да донесат лична карта дека се жители на Општина Центар, чек од пензија и доказ за здравствената состојба. Општина Центар соопшти дека и годинава го продолжува проектот Нега за стари лица. Оваа година 90 стари лица ќе добиваат нега во домашни услови една година од склучување договор или до истекот на средствата во буџетот. Задолжително еднаш месечно ќе ги посетува социјален работник и детално ќе анализира здравствената и социјалната состојба, наведуваат од општината. Овие лица можат да бираат 3 пати неделно по 2 часа на ден услуги од неговател, 2 пати неделно по 1 час посета од физиотерапевт, 2 до 3 пати неделно по 1 час посета од медицинска сестра и еднаш месечно по 2 часа посета од психолог. Физиотерапевтот определува терапија на пациентот, врши мануелна терапија, масажи, вежби и раздвижување на пациентите. Медицинска сестра на лицата ќе им мери шеќер во крв, крвен притисок, приврски на рани и ќе става инекции. Негователките пак ќе имаат задача да менуваат постелнина, мијат садови, перат, пеглаат и ќе помагаат при личната хигиена, како и приготвување на храна и купување на лекови. Во тек е тендерска постапка за јавна набавка за ангажирање на професионални асистенти за нега на стари лица во домашни услови. Според податоците од изработката на социјалната карта, од вкупното население 15,3% се лица со возраст над 60 години, а 631 лица со возраст над 65 години. По завршувањето на постапката за јавна набавка ќе биде објавен јавен оглас на кој заинтересираните лица треба да донесат лична карта дека се жители на Општина Центар, чек од пензија и доказ за здравствената состојба. Министерот за култура Роберт Алагјозовски најави наскоро решение за просторниот проблем со државниот архив, кој се соочува со несоодветни услови за чување на архивскиот материјал, откако беше преселен во објектот на археолошкиот музеј покрај Вардар.
Дел од просториите на Архивот на Република Македонија се поплавени од дождовите што во изминатите денови го погодија Скопје. Поплавени се 6-тиот и 7-миот кат од зградата каде се сместени и археолошкиот музеј и уставниот суд. Дел од вработените синоќа и денеска се обидувале да преместат архивски материјали за да не бидат уништени. Министерот за култура Роберт Алагјузовски најави наскоро решение за просторниот проблем со државниот архив кој се соочува со несоодветни услови за чување на архивскиот материјал, откако беше приселен во објектот на археолошкиот музеј покрај Вардар. Алагјузовски информира дека се разгледуваат техничките рокади во однос на постојните простории и институциите кои се сместени во нив и нагласи дека идејата да се спојат институции како што се археолошкиот музеј и архивот на Македонија се покажало несоодветно решение. Во овој момент владата размислува да излезе секако во пресред на барањето на институцијата, но се уште преговараме и размислуваме на кој начин и во кои објекти треба да се преместат институциите, за да може архивската граѓа од една страна да биде најсоодветно заштитена, а од друга страна и самите вработени во таа институција да имаат на некој начин органска поврзаност со нивните работни простории. Значи работиме на подготовка на решението и ги разгледуваме во овој момент техничките рокади во однос на постојните простори и институциите кои што се сместени во нив. Не би сакале да се доведеме во ситуација една институција да решиме, а после по системот на домино другите институции исто така да се соочат со проблеми. Во однос на протекувањето во установите од културата по последниот интензивен дожд, Алагјузовски рече дека санацијата ќе се решава со итна интервенција и со практиката на мали набавки, односно изведување на работи до 30.000 динари. Програмата за реконструкција на најзагрозените институции изнесува 60 милиони динари и со неа ќе бидат опфатени повеќе од 20 од вкупно 60 национални установи или 1/3. Со тоа ќе се санираат за да нема протекување од дождови и ќе се запрената мошното руинирање на зградите. Значи, програмата за реконструкција на најзагрозените институции изнесува 60 милиони денари и преку 20 институции и објекти од националните институции, од вкупно 60, значи 1/3 од нив ќе бидат опфатени со оваа програма. Во таа смисла ќе се интервенира за нивна санација во смисла дека нема да има протекување од влага, од дождови и воопшто на некој начин ќе се запре понатамошното руинирање на самите згради. Сите други интервенции кои што се однесуваат на грејење, многу од домовите за култура и центрите за култура немаат соодветно грејење, некои од нив немаат соодветни санитарни јазли или друг тип на потреби, тие ќе ги решаваме етапно или со реконструкцијата на буџетот или во идните години. Во 2016 година архивот ни работеше во неколку наврати поради поплавување на подрумските простории и на окната на лифтот. Работните простории останаа без пристап, без струја, без вода и без неопходна вентилација. По 4 години пауза повторно се враќа полагањето на лекторски испит пред комисија. Министерот за култура Роберт Алагјузовски информираше дека оваа постапка беше оневозможена по измените на законот во 2013 година, со кој полагањето стана компјутерски и неспроведливо, така што од тогаш и не е дадена лиценца за лектор. Министерот за култура Роберт Алагјузовски објави дека по 4 години пауза повторно се враќа полагањето на лекторските испити пред комисија. Како што информираше министерот Алагјузовски на предлог на Советот за македонски јазик, министерот ја именувал комисијата за полагање лекторски испит во состав професор доктор Искра Пановска-Димкова, професор доктор Олгица Додевска-Михајловска и професор доктор Симон Саздов. Советот веќе доставил предлог правилник за начинот на полагање на испитот, кој што се очекува да биде усвоен во текот на оваа недела. Министерството за култура почна со практично спроведување на измените на Законот за употреба на македонскиот јазик, што беа усвоени во Собранието на Република Македонија на крајот на 2017 година, а стапија на сила на почетокот на оваа година. Со измените и дополнувањата на Законот, по 4 години застој се разрешува проблемот и се откочува постапката за полагање на лекторскиот испит, што беше оневозможена
со досегашната регулатива за начинот на полагање донесена во 2013 година, а лекторската лиценца од тогаш неја нема добиено ниту еден лектор. Со измените и дополнувањата на законот, по 4 години застој се разрешува проблемот и се откочува постапката за полагање на лекторскиот испит, што беше оневозможена со досегашната регулатива за начинот на полагање донесен во 2013 година, а лекторската лиценца од тогаш ја нема добиено ниту еден лектор. Измените на Законот за употреба на македонскиот јазик обезбедуваат услови за полагање и утврдуваат дека лекторскиот испит се полага пред комисија составена од претседател и двајца членови стручњаци од областа со мандат од 4 години со можност за повторно именување. Како што е познато на јавноста, лекторскиот испит не се спроведуваше од 2013 година, кога владата на Република Македонија тогаш донесе заклучок со кој го задолжи Министерството за култура по урнек на полагањето на правосудниот испит да изготви измени во овој закон и лиценците за лекторите да се добиваат по пат на компјутерски испит со софтвер обезбеден од владата. Стручните лица задолжени за подготовка на софтверот од самиот почеток беа согласни дека електронското полагање на испитот не е соодветен инструмент за проверка на знаењето. Професорот Људмил Спасов информираше дека во Советот за македонски јазик и понатаму работат на веќе објавените 12 мерки за подобрување на ситуацијата со македонскиот јазик. Дел од нив се во процес на обработка, а дел се во процес на завршување. Предвидуваме неколку проекти кои што допрева треба да добијат своја поддршка. Тоа се проектот да ги поврземе рациновите средби со македонскиот јазик, значи рацин и македонскиот јазик. Потоа проекти кои што ќе значат проширување и дополнување на овој закон сега за македонскиот јазик, што стапи во сила, негово подобрување и негово формирање негово оформување на законот како јазик како службен јазик со државна употреба на целата територија на Република Македонија. Потоа подготвуваме други конференции, подготвуваме зборници и се во насока за подобрување на статусот и корпусот на македонскиот јазик. Председателката на Комисијата за полагање лекторски испит, доктор Искра Пановска-Димкова, која беше член на лекторската комисија пред законот од 2013 година, истакна дека електронското полагање воведено со цел да се исклучи човечкиот фактор е невозможно во практика. Прво, не може текст да се гледа, да биде оценуван од компјутер. Значи, колку и да го направите текстот совршен, компјутерот не е совршен како што е совршен човекот и не ги знае сите нијанси на јазикот, не може да му се стават, како да кажам, во неговиот софтвер, за да може да ги препознае и за да може самиот да оценува. Целта на тој испит беше да се исклучи човечкиот фактор од полагањето. Тоа во случајот на лекторскиот испит едноставно е невозможно. Пановска-Димкова додаде дека очекува новиот лекторски испит да почне да се изведува во најскоро време и тоа со еден новитет. Ке се изведува на начин каде што ќе има влезен тест, потоа тест за лекторирање и на крај устен испит, каде токму таму се доуточнуваат финесите и деталите, односно она што компјутерот не може да го направи. Сдруженијето на уметници ракотворци Артикрафт од Скопје, кое постои 5 години. Овој месец ќе отвори етно одаја, која ќе се простира на 80 квадратни метри во 3 простории, во кои ќе има 3 изложби на народни носи, сувенири и копаничарски предмети. Во етно одајата ќе има и едукативни работилници, каде што во живо ќе бидат представени стари занаати. Сдруженијето на уметници ракотворци Артикрафт од Скопје, кое постои 5 години, овој месец ќе отвори етно одаја во која ќе представи носи од Скопскиот регион, стари предмети од покукнина, како и сувенири изработени од неговите членови. Етно одајата ќе биде сместена во бараката на улица Владимир Комаров, број 4 спроти основното училиште Браќа Миладиновци во општина Аеродром и е планирано официјално да биде отворена на 28 февруари. Се простира на 80 квадратни метри во 3 простории во кои ќе има 3
изложби на народни носи, сувенири и копаничарски предмети. Председателката на Сдруженијето Артикрафт Гордана Митровска изјави дека народните носи ќе бидат од Скопска Блатија и Скопска Црнагора. 15 од нив се од приватната колекција на Достана Караѓозовска Станковска, која е една од 26 ракотворци членови на ова здружение и која поседува богата збирка од над 150 носи. За да ја збогатат збирката во етноодајата, од Сдруженијето Артикрафт ги повикуваат граѓаните да им ги донираат старите етнопредмети кои не им се потребни. Донирањето по желба на донаторот може да биде траен подарок или да биде отстапено на одреден период, пошто ќе му биде вратено. За секој предмет ќе има легенда со податоци за дарителот, изјави Гордана Митровска. Во етноодајата ќе има и едукативни работилници, каде што во живо ќе бидат представени стари занаети, како ткаење на разбој, копаничарство, грчарство, опаничарство, изработки со срма и слама, филигран, пирографија, плетење и нижење мунистра. Нови 10 жени бизнисмени ќе бидат прогласени за најуспешни во март годинава на 22-тиот избор на топ 10 најуспешни менаџерки, што го организира агенцијата Марели. Изборот се прави од жени менаџерки од приватниот сектор. За да бидат дел од топ 10 најуспешни, треба тие да се добро прифатени во својата работна средина. Нови 10 жени бизнисмени ќе бидат прогласени за најуспешни во март годинава на 22-тиот избор на топ 10 најуспешни менаџерки, што го организира агенцијата Марели. Подготовките се во тек. 10 топ менаџерки се веќе избрани и доаѓаат од цела Македонија, а работат во областа на консалтингот, образованието, медицината, производството, уметноста, туризмот. Генералната менаџерка на Марели, Лидија Трипуновска, вели дека годинава фокусот ќе биде ставен на тематскиот ден за здравјето и убавината во функција на современата жена. Насловен како Дама да, ќе се одржи годинашниот тематски ден, на кој ќе има предавање, презентации и хуманитарна аукција на слики. Како специјална гостинка се најавува српската писателка Јелена Бачик-Алимпик. Изборот се прави од жени менаџерки од приватниот сектор. За да бидат дел од топ 10 најуспешни, треба тие да се добро прифатени во својата работна средина. И тоа не само од менеджмент тимот, туку и од сите вработени. Треба да бидат од различни области и дејности. До сега се избрани 220 жени за најуспешни менаџерки во земјава. Секоја година се избираат традиционално по 10, а во повод 20 годишнината од организирање на изборот беа избрани 20 најуспешни менаџерки. Регионалниот центар за управување со кризи информира дека во текот на утрешниот ден без струја ќе останат делови од Центар, Ѓорче Петров и Киселавода. Дел од корисниците од улицата Загребска, поточно објектите со мали броеви, од 3 до 11, утре ќе бидат без електрична енергија од 8:30 до 11:30 часот. Во периодот од 8:30 до 15 часот, утре без струја ќе бидат дел од корисниците од улицата Црногорска и објектите околу улицата 28 во општина Ѓорче Петров. Од 12 до 15 часот без струја ќе бидат дел од корисниците од улицата Христо Татарчев, објектите во Расадник, кај Геткафе во општина Киселавода. Како што информира регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, прекините се поради закажани технички зафати во електромрежата. Цените на дизел горивата од ноќеска на полнок поевтинуваат за 1 динар, а бензинот Евро Супер БС95 поскапува за половина динар по литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Новата малопродажна цена на Евро Супер БС95 ќе изнесува 68 динари, а цената на бензинот Евро Супер БС98 е непромената, односно 69,5 динари за литар. Евро дизелот ќе се продава за 59,5, а екстралисното масло за домакинство за 48 динари за литар. Времето во Македонија ќе биде стабилно и суво со утринска температура од -6 до 3 степени Целзиусови, а дневната од 3 до 13. Во среда повторно ќе има врнежи од дожд со слаб до умерен интензитет и ќе дува умерен до засилен витер од југоисточен правец. Но влажен бран со пообилни врнежи се очекува во сабота. Следува МТМ Метео.
И пред да се одјавиме, уште една информација. Општина Аеродром и Црвен крст на Република Македонија утре организираат крводарителска акција од 10 до 14 часот во просториите на општината под мотото "Дарувај крв, спаси живот". Ова беше последната информација што ја подготвивме за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Довидување.